Добро вечер, драги гледачи, добре дојавте во новата епизода од мојот подкаст. Денешен наш гостин е еден прекрасен човек кој потекнува од Битола, од Љубојно поточно. Има што многу да раскаже, бидејќи еден период не беше тука, беше надвор од нашата држава, па се врати. И не сакам да должам многу. Ламбе Алабаковски, драги гледачи, имаме супер мовет, ќе видите за што станува збор. Сакам една мала пажња до Прес24 кои ни се медиумска поддршка. Вие можете да си го отворите порталот, да прочитате што сакате поврзано со подкастот и надвор од подкастот и за Македонија. Така да следете го моветов. Чао. Ајде, добро вечер, драги гледачи. Добре дојавте у новиот подкаст, односно новата епизода на Бомбакис. Денес го имаме човекот што дојде тука, со М2 направи бум, после отиде, замина, па се врати. Добро вечер, Ламбе. Замина, па се врати. Добро вечер, како си, шо преш? Добро вечер на сите, ти благодарам на поканата и мило ми е вака во живо да те запознам. Исто и мене, да, конечно. Си пишуваме цело време на вако, на Инстаграм, али? Да, се договораме, но ете, дојде денот и моментот да сме заедно и да си поправиме малку, да поразговараме. Како си, дали гледаш времево кога доаѓаше, малце врне? Да, не да врне истура. Па супер сум, фалам на Бога, да ги поздравиме и сите кои слават Великден, Христос воскресе, со тој поздрав. Вистина воскресе, нормално. Се поздравуваме. Супер сум овие денови, фамилиарно се собираме, се дружиме со моите, со блиските и така, доаѓањето тука во Скопје ми е, да ти кажам, едно релаксирање мене искрено. Ама ти порано имаш живеено во Скопје, така? Да, живее во Скопје од 2005 до 2015 негде, така. Кога се дешаваше она све? Да, М2 кога и беше М2, кога победив, кога снимавме песни, албуми, видео. И како е споредба со Битола? Па добро, секогаш бев... Што повеќе сакаш? Битола или Скопје? Нахај Битола. Таму ми се поблиските и фамилијата и често патував и таму. Тука, да речам, бев 50-50 тука и 50% таму. Како да ти кажам, нема споредба. Скопје е поголем град, сега да не ми се налутат. Не, таман работа. Битола е еден таков конзулски град, по-збиен, по-смирено се живее и по-едноставно, да речам. Полабаво, без стресови, без нишови, пошто тука све е брзо. Да, тука е многу побрзо темпото, некогаш ми не достига тоа, кога ќе ме фати тоа монотонија или нешто и идиме Скопје. Знаеш да доаѓаш Скопје? Често или? Често, скоро секоја недела, да речам, една сме тука. Кога сме веќе тука, кажи ми кој е Ламбе, детството ме интересира твое, од каде потекнуваш? Па јас сум... Све сакам да знам. Да, јас сум пораснат и роден во Љубојно, тоа е во Преспа, едно село. Таму изучив до 8 одделение, има 8-летка. Кога сме веќе во Љубојно, таму и првото школа во Преспа и второ во Македонија на македонски јазик отворено после војните. Едно убаво мирно место на 913 надморска висина, со езеро во близина, често со точаците знаевме да одиме и на езеро. И во река имаме исто, па и риби имаме фаќано, па пораснав во едно такво окружување, кое на лето, кога е летниот распуст, се полни со многу странци и луѓе од Скопје, од сегде. Класика, да, преку лето нормално е тоа. И е многу интересно така авантуристичко место кое нуди многу нови познанства, нови искуства, нови пријателства. Таму пораснав, ви кажав, до 8 одделение, потоа се пресели во Битола. Сам? Па живеев заедно со брат ми. Имам постар брат и таму учев средно музичко училиште, во класата на Пеце Митревски, сега покоен професорот. Потоа теоретски, кај Снежана бев како класен, па во трета средно, кога се случи М2, се префрли во Скопје, во музичкото. Пред да доеме до Скопје, кажи ми... По пат. Да, по пат. Сам да те прашам, со Тоше си имаш запознаено некојаш во животот?
Па Бог да го прости Тоше, да, си имаме неколку пати запознаено. Пошто нели ти си учел Да, убито и он ист имал. професор бевме по пеење. А генерација сте? Не, тој е 80-та беше, јас сум 87-ма, постар 7 години да. од мене, но го среќава бидејќи често кај моите тој професор фактички ми е и мене и стрико, чичко. Аха. И така Поврзани сте. Да, и едва чекавме да дојде, тогаш беше 90 и 2000-та негде, тоше беше Тогаш почнуваше, популарен, да. И чакавме да дојде, ние деца бевме, сколку имав 13 години. Го имам запознаено, сме биле еднаш како 3 најдобри вокали во една емисија, Вртелешка мислам беше. Да, Вртелешка на Да. Весна Беби. Да. И јас тој и Ѓоко Таневски од Охрид, како најдобри тогаш вокали во Македонија. И сме биле така, сме имале ни убави средби, интересни муабети, така го паметам подобро многу. Како и Вака сите мислам. твое мислење за Тоше е Па мое мислење дека човекот се истроши многу повеќе абнормално од се Од тоа тоа што човек може да можеше, издржи. И на 27 години кога остави многу зад себе, да речам 3 животи како да имаше изживеано, и мислам дека е еден од така и добри примери за генерации кои растевме ние. Не знам, мене ми беше и Тоше и една инспирација да се занимавам, да влезам, да речам, во пеењето. Иако од мал си пеев и сме фамилиарно музичка фамилија. да, сав да те прашам од каде љубовта на Ламбе за музиката? Па знам од татко ми е, сега во пензија, беше по музичко наставник. Има работено и во опера тука во Скопје, пеел и така натаму, се занимавал со музика, бенд имал, Црни ѓаволи, бенд. Да? На времето, да. А пеел баба по ми- кафичи или мислам Па да, такви има по бенд, свирки? функционира, да, свирки. Уште Рок. ден денес? Не, сега не. Сега не, сега веќе Да, у тоа во пензија. младите години. Да. Баба ми, дедо ми исто има талент за музика, тие. Баба ти Менка Менка, беше да. Имам истражувано за тебе, така да нема кај да Добро, бегаш. нема бегај. Нема бегај. Да, тие оттаму некои гени влечам и сепак тоа е талент од Бога даденете, кој треба да се работи. Само И само по себе си дојде. па да, види, јас од мал сакав музика, имав инструменти дома, татко ми имаше различни инструменти, свирев, се интересирав за музиката и кога дојде моментот 8 да завршам, тоаш 8-летка, сега 9-летка имат, нели? Да, се Да, се емоце понапред време. да, и се одлучив да одам во музичко, средно музичко, каде што се запишав со една огромна љубов и кејф, да ти кажам. А си имал ли некој идол? Еве, јас сакам како него да бидам. Па, шо знам, знаете, кога си тие години пубертет и се пронаѓа себе си и така имаш некои разни ветришта во главата те удират, знаеш, треба да се одлучиш како стил ке имаш, како ќе изгледаш, што слушаш и сепак од домашното воспитување многу зависи. Нормално. Да. Од дома све потекно, ја мислам дека. Да, да, генерално е тоа, ние сме слушале убава музика, да речам, поп-рок, јухитови, Битлси, некои такви плочи, татко ми има, и класична музика и идоли сум немал, но сум имал така некои стремежи или љубов кон некои повеќе артисти. А кој, мислам, кој те натера да се пријавиш на М2? На М2, Да. па со другарите Како освено- почнува приказната за М2? Да, тоа види, исто ме Тие интересира. тоа се пријавувавме, едва имавме и мобилни телефони, како во Па средно. добро, да, тоа беше Такво на време времето. беше, да, само е пораки. Функционира, се пријавивме како друштво од класот, ајде, ќе одиме на М2, супер, популарно шоу, убаво изгледа, тука победила Елена, не знам, Foreplay, Пилева, многу други пеачи поминали. Супер е тоа, убав момент, ќе влезиме, сега ќе сме звезди, знаеш. Се пријавивме со пораки, еднаш, втора година, јас стигнав до 100-те така нешто и веќе третата година, можеби
малку созреав и стигнав и до 12-те од Да. цела Македонија, каде и што победив тогаш. И од таму тргна цела приказна со М2, со еден професионален тим, со луѓе кои и знаеа јасни цели има и точно знаеа како треба да се изгради еден пејач, и музички, и имидж, и како да се продади како продукт. Значи, генерално професионална куќа беше. Мислиш дека порано беше подобра музичката продукција од тоа што е денес? Па имаше многу повеќе продукција, а имаше и можеби повеќе медиумска поддршка. Во смисла, имаше емисии, имаше една телевизија во Скопје каде што нон-стоп течеа македонски песни. Не знам, можеби така има некои периоди кога има експанзија музичката сцена, се појавуваат нови групи, песни, хитови. Сето тоа е поддржано, многу влија и поддршката од медиумите и Нормално. покрај YouTube и TikTok, како се викат тие. Да, добро, тоа се сега Јас не сум активен на тоа, но Инстаграм имам, Facebook. Да, на нормално, Инстаграм не си сум активен, те пратам цело аналогија. време. Да. Добро, тогаш у тоа време не имало, затоа биле Да. повлијателни порталите, Да, и телевизиите. да, веб страници, сето тоа така функционираше. Но мислам дека и денес има нови песни, квалитетни пејачи и пејачки кои се занимаваат со музика забавна која е популарна и мислам дека многу помалку имаат простор на медиумска застапеност, да речам, и затоа можеби не е толку популарна. Јас знам, јас со една песна низ цела Македонија сум настапувал Со која? со Спаси ме. Со Таа таа ти што е победи. победничка Да. на М2, така? Да, и знаете тоа како е ултра популарен или ултра Во тоа познат, време. да, младите, особено оние генерации од 12, да речам, до 20 години тука, ги знаат песните. Малку поинакво време беше, но не значи дека сега не може да се случи или да има Али таква експанзија. сепак добро искуство било. Според Апсолутно, тебе. да. Видете, јас секогаш сум учел, гледав да учам од тие што се многу подобри од мене и како искуство сум собирал од сите. Никогаш, можеби во младоста ќе се истрчаш некогаш, знаеш, но генерално сакаш да научиш од повозрастните, подобрите, кои имаат веќе изодено еден пат. И тука е многу добро што сум имал добар пример околу мене и секогаш сум ги почитувал и денес ги почитувам. Значи, ете, лани настапував на Макфест во ревијалната вечер и искрено имам малку забелешки на тоа како младите кои уште не имаат ни една песна, хит или да му ја знае некој. Немаат почит према Да, постарите. малку имаат, да, нема толку почит. Не треба да се клањат или нешто, само една така тоа е култура, можеби домашно. Ма веќе ја мислам дека се изгуби тоа, вредностите се губат полека За жал. за жал, да. Да, ни цел свет е така, некој брз начин на живот, инстант. Да, станува све и- брзо да. се случува кај нас. Се траи 3 вечери, 3 ноќи, секој чудо и така. А кога беше во М2, кој ти беше најдобар пријател тогаш? Со кој највише се дружеше? Во М2, па Дарко Димитров ми беше, мислам се уште сме Во добри контакт се односи, се уште? Со него многу комуницирав, мисто Лазар Цветковски, Елена нормално Ристеска. Тие ми беа некој круг кој Тој беше кругот. и Иво Јанковски кој беше менаџер и мислам тој повозрасен и малку поинаку ги имавме тие, но имавме дружби сите заедно, патувања, концерти. На секаде сите заедно. Австралија сме биле 2 пати, низ Европа, Америка не сме биле тогаш професионално, но Србија по фестивали, Будва, Сунчане на скале. Сунчане скале, Да. така се имаш појавено Да. со песната со исто Спасиме, само Да. на српски беше, така? Па да. Мислам дека. Да. Кој што прочитав, кој што видов. Така, мислам дека беше на македонски испеана. Потоа другата година една а, песна
преработивме на српски. А си имал и обиди за на Евровизија да представаш Македонија? Да, сум имал 3 Еднаш пати. или два? 3 пати? Да. Се мене по 3 пати ми. Јас знам. 1, 2, 3. Све по 3 пати. Јас Да. знам за Бело есе, со Бело есе. Да, Бело есе беше Првиот пат? сега ќе ви кажам. Бело есе беше првиот пат, па Море од солзи мислам дека беше и Земја моја. Да. Да. Море од солзи, да, земја моја. Ете, до сега не сум Да, или втор, трет, тука негде меѓу првите. Мене најголем успех ми е што песните ми останале хитови. да. И ден денес ги Песните слушаат и ден пеат. денес ги Тоа слушаме ми е како е. најголемиот успех. А дали ти е жал А, што не си ја м, представил Од Македонија? денешна гледна точка воопшто не ми е жал, да ти Воопшто? кажам искрено. Пошто добро, више се мислам дека све е политика влезено и таму Па, и да, за жал, така изгледаат работите. Тоа е едно шоу сценско, каде што треба да бидат шоумени според мене. Реално да се праќаат циркузанти, да речеме на некој начин. да. а Него не квалитетна музика или пеење. Да, не одбираат више, не Да. не е песната пример, него глупостите што ги прават на сцена. Да. Апсолутно, да, и позади сцена. И позади сцена, Да. да. Например, денес не би се пријавил никогаш, така? Мислам, Немам веќе некој не предизвик, да. не ни ни размислувам за учествуваме таа тема, у тоа, што е Да, добро, мислам дека. Да, од една страна е окей. И добро, после не те прашав за факултет, продолжуваш во Скопје на факултет или? Не, факултет заврши во Куманово на приватен коледж за економија. И тоа сакав да продолжам на академија, но што знам некако да ви кажам, и имав желба и не толку да продолжам во тој смер, но денес малку ми е мака што не ја завршив академијата, но сепак ете имам еден убав факултет каде што учев на англиски, каде што ми помогна многу јазикот да го За понатаму, усовршувам. Да, уште. и за понатаму, па ете ми се најде и за во престој, да речам, Да, ќе живење дојдам во и до, Америка. ќе дојдам и до тоа. Да. Ќе те прашам, кажи ми за животот во Скопје кога се пресели, дојде сам или пак со твојот Сам, брат? не, сам, буквално со М2 бев како со семејство. Ама сите вие заедно живеевте или секој на различен? секој живееше Посебно. посебно, нормално. И као ти се, мислам, брзо ти се виде све Па тука што се беше случува? тешко, искрено. Да се Да навикнеш. се навикнам. И тие средношколски денови се такви. Едно искуство, сосем Да, ново. добро. Добро, апсолутно, да. Мислам дека тоа е добро за човекот да смени, да излези од куќата на родителите. Од комфорот да Од излезе. комфорот, да, и да се научи да биде посамостоен. Самостоен, нормално. Да, имате еден добар принцип во Америка, тие кои ќе наполнат 18 години, Ги веќе бркаат од ги дома. бркаат од дома на некој начин, тоа не е дека не му е дека му е затворена врата Него до да куќата. биде самостоен. Да работи, да се снаоѓа, да си плаќа за кола, да си купи, да си работи. Тоа е најнормално, да не го живее животот, мислам, да се бори за својот живот, знаеш. да не И тоа е живееш нормално. со нивните до 50 Да. години, па дај ми мамо 100 денара за на кафе. Да, бидам, или што има еден виц, нели, едве чекат да умре бабата, па да се ослободи собата, Да, они да влезе живеат. некој Да, тоа е од страшно. душа, Да. страшно е, да. Не, треба сите сами да си просперираат у животот. Мислам и дека да и бидат- тука се менуваат кај нас. Работите кон подобро и стануваат самостојни луѓе. Ама многу полека мислам Па, дека се бавно оди, менуваат да. кај нас, да. Еден Пошто ние живот поминува, па мислам дека сме 20 години наназад од Америка и од све. апсолутно нема споредба. Кажи ми која ти е твоја омилена песна? И која е твоја омилена награда што си ја добил до сега? Па омилена награда, сите ми се драги, така, имаат своје значење, успех. Што знам, имам Скопски фестивал, можеби таа победа ми е една од така по драгите и М2 победата и сите, не можам да ги споредувам. Да, не можеш да одвоиш. Си ги Да. чуваш сите уште Па ден да, денес? си ги имам сите дома во еден рафт. Ги има песна, моја песна од моите или? Твоја песна, Да. омилена твоја песна, Па, што не. ден денес е, рецимо, знаеш да си ја пуштиш, да си ја запееш. Што знам, исто и со песните. Земја моја ми е една од моите омилени песни. Да, таа Да. е.
така И е. мене ми е доста омилена таа. А како дојде до со Джокси, со Со на на Великден? Да, како дојде? Ти му пиша на Джокси прв или? Не, јас лично не се познавав со Джокси. Озбилно? Да, до Не? тогаш не спои. Имаше еден портал на времето, Кирилица се викаше. Мгм. И тие има таква идеја и Ти да препееш да препеам песната заедно со Джокси, па или сам, па ајде аранжман нов, сосема поразличен од тоа што е. Знам и нешто човекот, како се вика, од Бубамара, Ранко Бубамара Аха. имаше нешто во тој портал таму, удел некој. некој удел нешто, или Бубамара па стоеше како Покровител. да. Знам дека за видеото се употребени материјали од еден проект на Иво Јанковски, Македонија вечна или нешто така. А кај Дарко е снимана песната и таа прва средба со Джокси беше многу интересна, мислам. Баш на Баш на снимање се снимањето на запознавте? песната, Да, да. Јас многу помлад тогаш, колку има, можеби има 13 години. И повеќе може. Има и Джокси дојде, се запознавме. Без проблем. Да, никаков проблем немаше. И многу интересно. Знаеш, со некои луѓе ти оди муаветот, со некои потешко ти Да, оди. зависи на која бранова за се должина сте. направивме муавет. Значи, за неговата историја како фамилија, за мојата, за така еден интересен лик кој остави песна која ќе остане за секој. Не ти се наљути уопште, така Не, дека му ќе беше многу мило и Почна вика, ај се Да. нема мене да ме замарат на Великден цело Да, време, да. се и ламбе некога да, за вика, мене. Нишала викаше, фала ти многу што ја препеа за Великден, пред Великден, нон-стоп мене ми се ува. Ама и ден денес е така. Па, Не знам дали си примети, ама само на вашата, мислам, на Джокси Да. твојот... има нешто. Ама добра е, у секој случај многу добра песна. Да, Има некој драж у песната е. фала. А кажи Фала и ми... на Джокси. Да, фала и на Джокси, поздрав до Джокси. Кажи ми, после М2, некој период те снемува, не снимаш ништо, не правиш, зошо работиш твојот семеен Паралелно. бизнис, така? Па, не баш, искрено. Или нешто друго работиш? Имавме кафиче едно лето, 2 сезони или 3, Во Битола? во Преспа. Во Преспа. На Дупени бич. На Дупени бич. Ама добра плажа е, мора да... супер беше тоа искуство, Ден- напорно многу. Ден денес го држите или Не. 2-3 години така функциониравме. Па, што знам, еден период, Зошто се имаше повлече? повлекување 2-3 години, па после приватно се повлеков, па се женив, па, знаеш, можеби доаѓа период кога треба да знаеш што одмориш треба да малку, правиш па во и животот. понатаму што да созрееш малку, па да продолжиш поинаку. Сега, не знам, мене секогаш ми е музиката окупација, дали дома се занимавам, свирам, вежбам, покрај тоа што можам да ти кажам дека и в кујна сум многу активен. Да, Немам Мишелин звезда, ама сум доста добар. готвиш цело време? Па главниот готвач сум јас. Биг да И не си у хороскоп. Не сум бик, не знам. Пошто Скорпион обично мислам. вика дека биковите Да. готват, да, добро Па готват може цело. и тој има врска некоја, но јас сум Еракле Ептен, да ти кажам, за Букујна. Све знаеш да правиш? Па скоро се, да. Скоро Графче знам да правам. Тоа чим знаеш графче Да. да правиш, тоа е Цар ми не знам уште да виткам, ама ќе научам. добро, и тоа. да, тоа се учи А се. Паста, некои печења, такви повеќе време на тивко да се прави. А од каде тоа љубовта за Рибче. готвењето? Не знам, Само по себе? изгледа кога ќе живееш сам, мора и да сготвиш некогаш. Нели, не можеш само надвор да јадиш. Макар и тост да направиш доста е. И од тука некои искуства, гледање овие емисии што има за готвење и Викаш е нешто јас само се да раја кон, да се кон сгоди. нешто, да. После, нели, те снимува после М2 све и каде ја запознаш љубовта на твојот живот? Магдалена. Да, па Како почнува таа... па се запознаваме преку една Исто и нејзина она е од другарка. Битола? Да, таа е од Битола оригинал.
100%. Оригинал, да. Битолчанк. Мислам, сите влечиме од негде корени, нема врска, ама Да, таму да, е да, родена, нормално. растена и потоа и во Америка живееше. Јас запознав преку една нејзина другарка на едни така интересни средби што се случуваат и после 2-3 години или 4 беа, ја побарав нешто на интернет, тоаш немаше ништо освен Skype, нешто функционираше. Да, тие И времи. така почнавме да комуницираме и ете ден денес. А Мислам, знаеш ден денес ми она- е сопруга. Знаеш она дека си ламбе, дека си позна, дека се имаш... Да, знаеше, имаше, мислам, представа кој е како и мислам тоа не Тоа ти го беше олесни патот или Не, пред се воопшто. треба човек да бидеш Да. за... апсолутно, нема врска, значи кариерата со мојата сопруга, мислам со среќавањето, ние сосема други мислам заедно животот го живееме сосема поинаку од мојата Не и пречи кариера. тоа што си познат Не, и... не, воопшто. И се радува и баш секогаш ме поддржува за се што Па правам. тоа е најбитното, да те поддржува, Да, да, да. биде, да ти биде поддршката и да ти Што дава се вели да е мотивација. разбран човек, да има разбирање. Нормално, пред се човек да е. Да, има големо разбирање и се нормално. Жртва е секогаш едниот помага, другиот помалку и така. Да, колку може толку да се Да, стигне е битно. Да, мора сегде. Кажи ми, сега еве ќе доеме до твоето заминување од Македонија. Што те натера, што го натера Ламбе да си замина од Македонија и зошто си заминал? Која беше целта уствари? Па види, сето тоа беше непланирано. Значи, мојата сопруга таму живееше и требаше да одиме таму, па мислам дека требаше и таа имаше некои обврски и така останавме, ајде ќе видиме што како, а и тука еден период имаше кога воопшто не работевме со музика, мислам ни свирки, ни концерти, ни ништо не Немаше се случуваше, ништо, да. нешто. И одлучивме така да одиме таму, па не беше планирано толку да останеме едно 6,5 години, но ете, тоа е едно сосема ново искуство за мене како човек, како се. А сега, кога ќе те прашам, се каеш што си бил таму или само Не. само искуство ти било плюс у животот? Плюс, значи секој искуство е плюс. Воопшто не се каам, имам прекрасно, фалам на Бога, семејство, имам 2 деца, сосема нов Да се живи и начин. здрави. Фала. Нов начин на живење беше тоа и нова, како да ви кажам, ново снаоѓање во животот. Нова средина, ново све, средина, ново. потполно, да, нови луѓе, нови ликови. Искрено ми е малку криво што не се занимавав со музика во меѓувреме, барем по една песна, две да снимав, да бев активен. Да, но, да, ете, да 6 бидеш години, тука на да, сцената. една пауза која мислам нема да се повтори. А кажи ми, животот таму, каков беше? Кај живееше Ламбе, што работеше таму во... Па работев се и се што да ти кажам. Ја имам некои информации, само ќе оставам ти да си кажеш сега, да не зборам. Работев на многу места, покрај тоа работев и со камиони, па и имам и возено, све имам рмбано батеза. Значи тоа е капиталистичко општество кај што мора да се Мора да снајдеш и да работиш, работиш и да За пари да донесеш дома, да нормално. платиш сметки, се кошта таму воздухот само што не го наплаќа. Да, уште тоа да го Данок на наплаќа. воздух што нема. И си и- бил и обезбедување на аеродром, И мислам. бев и обезбедување, и бев и на многу места и секое ново искуство, нови ликови во животот. Таму има луѓе од цел свет, значи буквално. Тоа е хаос. Индици, црнци, Све. американци, германци, филипинци, не знам, се од цел свет. А има. македонци имаше се дружевте со македонци? Па да, имавме и фамилија и пријатели. Живее во Детройт, потоа се пресели во Индијана, блиску тука Чикаго. Гери Индијана што викат. Аха. Кај што е роден Мајкл Джексон, таму е роден. Да. Таму е роден, не Да, сум знал. Да, таму е куќата како музеј. И тоа е едно искуство кое мислам дека добро е, кога ќе Секој слушнам младите си одат од Македонија, мене искрено не ми е, како да ти кажам,
криво толку кога ќе одат, па ќе видат, па ќе споредат, па може има многу што се враќаат. Јас познавам доста, па продолжуваат со еден друг светоглед од тука, знаеш. Да. На вистина ние сме назад многу како општество, мислам развиено во споредба со тие земји, нема споредба. Скроз. Но слободата и начинот и својата јазикот да си го збораш, ко сега Да, ти фали. Ти фали не маке... достига во тебе, тоа во генот, во сршта. Тука си роден, тука ти е све Да. и ја тоа цело време го зборам. И сите се тука и И- тоа влечи. Да, и не е тоа сега можеш да отидеш да се преселиш негде, сето окей, ама Да. И да функционираш. Мислам, јас можев и да барам професија, работа и да функционирам така, знаеш. а таму свирки, мирки нешто правеше, пееше. 2-3 концерти имавме. Да. Да, за некои така Наши? собири. На- Наши, да, наши на Маке- клубови, така? Да. Буквално. Значи Со ептен македонски сме ептен сме пространети сегде, на секаде ни Да, свето. дури има и еден пријател, случка една интересна, која ќе одат во Колорадо на некое скијање, Аха. и има некоја планина таму, некоја куќа, ќе барат некои ски терени, па ќе залутаат, па нема ни мрежа таму, ништо, и излегува жената со пушка таму, мислам, носат сите Аха. имаат дома Да, по едно, две или кај нив со е себе. дозволено. Да. Кој сте вие? Ова е приватна собственост, ово, па излегува мажот и па ние бараме некој да ни кажи патот, па тој македонец излегува дека е. Озбилно. Значи секаде има. Каде не ќе најдеш На некој крај наш. на крај на светот пак ќе најдеш Да. некој македонец. Да, има сегде. И Австралија има многу и. Да, у Австралија, низ па, мислам Европа. дека пола Австралија е веќе наша, така да Да. можеме сите да се пребациме таму. Да. Добро, сега би се вратил ли во Америка пак? Па сега искрено да живеам, не размислувам да се вратам. Сакам тука да функционирам и да ми израсне семејството тука. Немам таков план. А што Може би беше, нешетање. што беше Или на причината работа за нешто. што те натера да се вратиш во Македонија? Ова е често прашање. Често, да, и често. чудно му е на луѓето и сите си одат, барат некој чаре, ова, она. Не, мене ми е чудно воопшто, бидејќи ја никад не би ја напуштил Македонија. Да. Пошто ептенција сам. Знам дека све ми е тука и не можам да не ми дава срце да. Да. Или ако Тоа го отидам сватив негде. кога заминав јас дека колку ти недостига своето. И секоја година беше онака, еве, ќе зборам лично за мене, не за други примери. Секоја година ти недостига се повеќе и повеќе. Ако си тук, си израснал тука, се ти е тука, што викаш, како ќе го остане, срцето не ти дава. Својата татковина е една света работа, знаеш, во себе стои и покрај многу фалидби што имаме тука, знаеш, Да. и самиот и сите, мислам, нормално живееме, тука сме, што се вика, сите се познаваме. Не знам, љубовта кон своето, кон татковината, кон блиските, кон тоа од каде си, што си, кој си, својот јазик, својот народ, тоа ме врати да живеам и благодарен сум на Бога што здрав жив се вратив и семејството сакат да бидат тука и така да Значи сите комплет се вративте комплетна, сега. да, цела дружина. Цела дружина. И кога ќе направиш сега споредба со Македонија и со Америка, што би им препорачал на луѓе да отидат, да видат, па да се вратат или да отидат да останат? Се е тоа Да се- индивидуално. Јас Кој како си ја да, сваќа? кој како си сваќа и размислува и му се допаѓа, кој сака повеќе пари, таму е тоа, мислам. Ама реално. таму треба да работиш, да, мислам, и тука Да. треба да работиш, али Да. таму е птен. Сегде треба да работи човек и тоа е добро. А кај те ценат поише таму или тука? Па мене таму не ме познава никој освен нашите и Не, балканците. некои. зборам за работа. За работа, Дали- па добро сега. Неблагодарно е да споредуваме таму со тука. Мислам, тоа Америка може да се спореди со Германија, пример Австрија, со некои такви некои понапредни земји, земји. да.
Со кај нас не е благодарно бидејќи сме ние во една друга од едни други системи. Уште се лечиме и се Се опоравуваме. лечиме од политичари наши уште. И од баш, политиката наша, тоа сакав да кажам, да. А каков е твојот став за све ова што се деша у Македонија сега моментално? Дали мислиш дека има просперитет? За младиве. Више ја остарев, јас сум 32 години сега ќе правам Како да не си остана? Да, веќе се чувствувам како постар малце. Не си воопшто, брат. Фала ти. Јас мислам дека за секој кој сака има и може да се најде начин да функционира. Тука има многу услови подобри од пред 10 години, 15, 20, може нормално се оди понапред и понапред. Не знам, пак ќе кажам, индивидуално е Све е тоа. индивидуално, да. Се зависи од својата сопствена волја. А кога решаваш да се вратиш во Македонија? Од Америка? Да, од Америка. Па, секоја година помалку. Секоја година помалку, како Да. сега ќе се вратам, сега ќе се вратам. Сега, ај уште она, ај уште малку. А немаше Ајде сега. веќе работа таму или немаше? Не, се функционираше до последниот ден, но така. Да, ти фалеше Македонија и Апсолутно, да. Сето тоа. И се договоривме нормално дома. не ја бива Договор работа. куќа гради, Да, знаеш. не ја бива работа. Не дека знам и ја Таму така. супер функциониравме, мислам, воопшто немавме никаков проблем. А ја прошете ли барем цела Америка Па, или? бе во 30 на земји, да. Да? Да, Е па тоа не е малце. да. Сите се различни или пошто ја никад не Сите сум се бил различни. во Америка. Да, сите се различни, се е пространо големо, поинаку е сосема. Што ти остави најголем впечаток од Америка, кој некој ќе те праша? Што ти се врижало вака во мозок? Што ќе ти остане за секогаш? Што знам, има добри страни, мислам, многу добри културно се по будни, да кажам, имате еден почит, Поотворени се, поотворени, да, поопуштени. да, многу ми се допаѓа тоа што во таа земја има од сегде луѓе, како што кажав пред малку, и Мултикулти никој, се. да, и никој на никого не му се смеи дека е од таму или тешко збора англиски или тоа е многу, значи добра Култура, страна, да. доблест. Да, култура е една позитивна, пример кај нас. Јас затргнам од мене, знаеш, ќе дојде некој странец кај нас на лето и одма гледаш поинаку го перципира, знаеш, го анализираш. Да, не Не е конато. Не секојдневно е. Што е ваков, друга, не знам, физиономија има и така натаму. А си налетувал на лоши критики тука у Македонија, општо зборам, од кога почна да бидеш јавна личност, па еве до ден денес. И како се Секогаш има справуваш со добри и тие? лоши критики. Па, да ти Имаш кажам, некој искрено, што те замара? порано се замараш, се депримираш, се Да, затвораш. паѓаш у депресија. Да, те тажи Те се до допира тоа. тоа. Сега сум во еден период од животот кај што ништо не ме допира буквално. Не дека не ми е гајле, туку не може да ме допри толку, можеби тоа доаѓа со времето. Помудро ги гледаш работите. Работите, да. Да. Па добре, више си имун на тие, Да, кажам, стануваш имуни веќе на тие хейтови, на такви од ствари. шоу бизнисот. Порано имаш и многу жолта весници што викаат. Да, жолти штампи. Да, имаше Секакви наслови. да, вакви патики носел, не знам, се макнал, се држал за рака, ова, знаете да. за што зборам, за тие шоу бизнис моменти кои А ти имат некад извадено некоја прича од ти испревртеле причата цела. Као имат да не е таква, ама да нема врска. чисто да нема врска, ама и за кликови, за знаеш за Да, читаност. Има, секогаш нешто сосема друго во насловот, долу сосема друго. А нема приказва. везе, така ништо да. не. Мене искрено не ме интересира тоа. Јас ме интересира музиката, песните, аранжманите на песните, текстовите, а јавниот живот кога се занимаваш со оваа работа е нормално. Знаеш, Нормално е тоа. да.
Некогаш си популарен, некогаш не си. Тоа е дел од работата на сите и тука и во светот. А денес вака во поново време, што прави Ламбе, што работи? Па искрено сега работам неколку проекти со песни, нови. Спремам една песна нова, една моја музика со нов аранжман, би сакал и за неја и видеозапис да направам. Работам со бендот, свириме активно. На секаде, мислам низ на секаде Македонија? низ Македонија, да. Сега ве почнува и таа сезона на летни тераси, Па да, се е све. концерти на плоштади и така. Функционираме со тоа, работам нешто и на интернет, работам, чувам деца, работам в кујна, ти кажав, од се Да, помал да, се све. работам, хаус мајстор дома Све. и така, да. На сите страни помалце. Конкретно, не сум од 8 до 4 нигде вработен, но Не си Генерално од она сум- ќути барем пријавен си, така? да, Не си од не, тие. не сум ни пријавен, ни одјавен. Ни од- А како е да бидеш родител, сега веќе на 2 и тоа синови? Да, па тешко, во смисла обврски. Инаку е многу благородна она обврска да си родител, така. Те исполнува, буквално те прави Све правиш ти или да имаш созрееш уште повеќе. или да, помагаш на жена? Жена ми многу А на почеток? Да, и на па на сегде, и на почеток Цело и сега. време. Као, ама добро, пошто не знаеш Си што се делиме случува, обврските. да. На почеток сигурно ти е малце потешко да влезеш А во на ритам почеток, и да, тоа баш кај не спиен и да, тоа е менјаш стресно на пелени и почеток све. малку. Ама сето тоа мака се заборава брзо. Вреди. Вреди, Вреди, и да. насмевките и моменти, така некои убави работи и тешки работи по лекари, по ова, по она. Па, Тоа е нормално. тоа е склоп на Да. живота. Да. А имаат ли афинитети кон музиката Па твоите? имаат слух двајцата. Да? Да, сега не знам кој како ќе го развива. Уште се мали. А ти мислиш да ги Да ги насочам кон насочиш музика? кон Не. музиката или не? Не. Чисто Ако- они што сакаат, ако што прават сакаат, желба. Ако имаат желба, да. Убаво е да имаат музиката во себе, да се занимаваат, па макар и на седенка да засвират со гитара, да знаат нешто. Нормално, да. Пошто мислам дека така се ќаруваат девојчиња, ако знаеш Па да и свириш тоа на... помага, да. Да, помага доста. Да, има многу доктори и разни професии кои знаат музика, знаеш. Да, И нормално. убаво е Па, да се занимаваат. те расположува, мислам, Па и дека хоби. музиката и Да, хоби. живот дава. Нормално. И не е досадно, емоции. не е монотонно, Да. не е. Да, сега ми фали музика. Искрено да ти кажам, јас не сум многу по зборањето, повеќе ми е полесно за пеење, за Па да песна. пееме, ако знаеш, не е проблем. Па ајде сега ова А топ шоу. прв пат гостуваш вака у подкаст? Да, Да? требаше летото лани да имав покана, ама не можев да стигнам и не сме. Каде? тогаш Ако период. не е тајна? Кај Лазаров. Аха. Да го поздравам. Поздрав до човекот. До човекот, да. Да. И не стигна, не успеа да стигне? Да, и не стигнав и тогаш и ради случајот што се случи лани не смеев да имам изјави. Да се појавуваш пред... Не смеев да имам изјави околу сето. Ама ти кога дојде од заради постапката. кога дојде од ќе те прашам и за тоа, не да Добро. мислам. Кога дојде од Америка, беше мислам дека бум, као на сите портали, на сите емисии сегде те вика да гостуваш. Да, им благодарам на сите кои не ме заборавиле, знаеш. Па не може да те заборават. Ја мислам кај, дека знаеш, сето се бигува. еден е Ламбе Алабаковски, така да доста песни си оставил трага на Апсолутно. кај нас тука на музичката сцена. Кај кој Да. прв? Кажи ајде прашање. За секој Великден ден. тоа веќе да Да, не збораме, да. Па први кој беа бекстејдж, мислам дека беа тука Тера телевизијата. Ти беше сите, хаос кога се врати? Сите, Канал 5, сите. Сите те контактира кој ајде да даваш ајде, интервју. супер, дојди во емисија да поправиме муаве, вака, така, што има ново, ќе пееш или нема да пееш. Па добро, сигурно им фалеле кликови, им фалеле гледаност, Па им може, фалеле. интересно баш е, кој, да. Интересно е, да, сепак после После доста Години, време, да, треба Да. да се појавиш, нели? апсолутно да, многу е добро. Им благодарам на сите за поддршката. Знаеш, тоа е една поддршка која те турка ветер во грб, што Се иде да- се напред, зачуди? знаеш. Што Да, негде што
Или си се викаше убава. и чекај, јас сум ме забораиле луѓе, а не Па не размислував дали мислам дека песните те траат некои и се слушаат и ден денес и тоа ме одржало во живот, Не може да те забораат Не луѓето, дај Боже. знаат, да. Се враќаш 2021 во Македонија? Да. 2021. Кажи ми, еве, сега стигнавме до тоа прашањето за Тој инцидентот. Не ќе да форсирам, не ќе ништо, оставам на тебе да си кажеш. Знам дека не ćeš толку многу да збориш, Да. али чисто еве ги интересира луѓе што се случило и зашо и како. Па да ти кажам искрено, кога ќе имаш едни такви чувства насобрано повеќе години во себе од љубов спрема татковината и кога гледаш како се случуваат неправди, тоа беше една кулминација на сите чувства, мислам, патриотски кои секој во нас ги имаме, но не ги искажуваме, некогаш мислам не толку експлицитно. Сите имаме и ги искажуваме нормално на различни начини, Дефинитивно. да. Тоа е еден наплив на емоции, тоа што многу мислеле и сакале да се случи, ете, излегло кај мене на површина, да. Не знам, да не ја должам темата, од денешна перспектива гледано, многу сум радосен и среќен на тоа што го направив, бидејќи на крајот од денот и сега, после толку време, сето тоа излезе во полза за нашиот народ, знаеш, за тоа дека никој не сме да те провоцира во сопствениот дом Да. и да ти поставува не знам какви Ултиматуми и така натаму, и сето тоа е како една мисла заедничка на општеството, кој генерално кој е така потиснато. размислува. Кој е потиснато од разни И не причини. може да. Те разбирам што се Да. кажеш. А добро, беше свесен за последиците за се? Па не бе, За камерите, за не, таквите појма ствари? немав да ти Ќе кажам. биде снима? Немав. Не ти паѓаше на ум. Јас немам никакво досие, ништо немам во животот, една мастика украдена, што Па се да, вика од правница. Тоа ми беше чудно кога кажа, Или- викам, нема Да. шанси човек, викам, на мравка не гази, а не па Нема. нешто вакво да направи. Ама добро, емоциите те понеле и тоа е тоа, Апсолутно, разбирам, да. така да. Како и многу други, кои можеби и не се толку на виделина излезени случаи. Глеј, сега, после сите работи што ни се десија, сите се патриоти, знаеш, после војната сите се генерали. Ама кај беа тогаш кога... Да, Само не ќе да навлагам у темата, зашто многу е деликатна и многу е Да, сензитивна. сензитивна. Имаше многу поддршка и таа поддршка од народот, јас многу сум благодарен што ми ја даде и што од таа поддршка бев побрзо со своите, со семејството, знаеш, да не губам време како што ден Да се занимаваш, да. некои по притвори, затвори и слично. Аз си ја брани својата, мислам, Држава, татковина, све. најприродно, да. Јасно да е. А кажи ми, сега све е окей, све е Па под генерално контрола, да. си тераш дале, така да немаш, Немам забрана. за немаш ништо, ништо, а можеш да се појавиш и на настапи и на све. Сега да, и на интервјуа и се. Кажи ми, кои се плановите на Ламбе сега за... Па ви спомнав, работам Да, двата проекти, една песна преработка, една моја песна. Со некој дали можеме да очекуваме соработка? Дует, Дует некој. денес имавме некоја тема на разговор со некој дует на Макфест можеби. Сега за година Да, за следниот, да, сега ова година. Имам желба и исто имаме разговарано еден млад текстописец Пајак да ми направи некој текст. За И- тебе? Да, некоја таква песна. Сакаш да се поруваш у Не, во тој друга стил, во
Текстот да биде од него или нешто така, па и тој да има некој дел во песната. Заедно да направите? Врати ми го срцето, нешто така. Да, таа беше многу добра песна и ден сите, мислам, ја слушам како и да. Нешто така. А со Дарко Димитров? Па и со него да имаме некој, можеби ќе соработуваме во иднина. Исто ми е мило да направам нешто со Игор Џамбазов и тоа е многу така. Да, од фамилиарно ценет од мојата фамилија. Легенда е човекот со еден збор, да. И од него би сакал. И тој има често, кајде дојди кај мене таму ќе напишиме, ќе имам текстови, ќе направиме нешто. Па да, он мислам дека цело време има глава. Ти пишеш текстови исто? Тешко, текстови повеќе мелодија знам да направам. Свириш на некој на пијано? Да. Да, па добро, тоа е, мислам. Да, имам доста проекти во главата. Ќе видиме што ќе излезе, ќе се реализира. Наскоро треба и еден албум да извадам со повеќе синглови кои се веќе пуштени и некои нови песни. Тоа до година може да се случи, бидејќи в година ми е 20 години од кога почнав од кариера? Да, да пеам. 2024 ти беше 2004, така? 2004 декември беше тоа М2 и 20 години кариера, па добро. 20 години вака. Многу брзо поминува време, не ми се верува. Да. А кажи ми, само да те прашам, дали Ламбе е религиозен? Пошто гледам за Великден песни имаш за Божиќ со Антонија Гиговска ми се чини, така беше? Да, само да те прашам околу тоа. Јас сум дали веруваш, дали идеш цело време во црква, какви се ритуалите? Цело време не, ама да, кога треба. И домот е црква на некој начин и телото е храм. Нормално, да. Знаете, да тоа беше едно мое духовно разбудување во 2009-10, така нешто, и од тогаш сум активен, да речам, кога повеќе, кога помалку на тоа поле, секојдневно, нормално, и семејството и сите сме патриархално, да речам, воспитани. Воспитани, нормално. Да, ги почитуваме сите и традиции, низ верата и верата, како вера. Мислам, многу е измешано кај нас традиција и вера, нема, значи тие се сосема различни бои. Различно е, да, само не капираат луѓето, не знам. Добро, има многу пробудени што го наоѓаат патот, ете, мене ми се случи и сум благодарен што го имам Господа во мојот живот. А таму кога беше во Америка, имаше, има такви кај наши цркви? Да, има доста. Знаеше да си отидеш да се запалиш. Да, секоја недела скоро бевме таму, како што има и тука, нормално и целиот. Да. Литургија. Значи, можеме да се преселиме во Америка само да функционира се како тука. Да. Горе-долу, да, може да функционира. Само пак ќе ти фали, ја мислам дека Македонија ќе си фали. Тоа не може да го замениш. Да, дефинитивно. Ништо да не те држам. Ништо не ме држиш. Да не те држам долго, пошто знам дека си тука треба да идеш на настав, на концерти, дека треба да идеш на друго снимање на емисија. Да. Па неќам. Ако сака публиката да. Така да, фала ти многу за гостувањето. Фала ти за убавиот разговор. И се надевам дека ништо не прашав лошо и немав некоја лоша намера. Пријателски. Да, мислам дека ти се допадна се. Да. Од мене фала ви, драги гледачи, што го гледавте Ламбе. Да, треба и картон да направиме, знаеш дека не сме направиле, па може да направиме после емисија, можеме да направиме. Пошто ја брзо ги пишам за 2 секунди се готови, така да не е имаш искуство. Да, све. Да, и тоа е добро, убави пораки праќаш. Фала ти многу, поштувам, ценам. Многу ми значи тоа кога некој како тебе или било кој што ќе ми каже дека ме поддржувам и значи зашто тоа ми е мотивација уствари да продолжам со тоа што го правам. И гледам дека стигнува до секој. Ја ќе ти посакам се најдобро, сам да продолжиш така како што беше и на М2, да се врати тоа време и све. А сигурен сум дека ќе се врати, пошто не се сомневам во тебе. И од мене толку, драги гледачи, оставам на Ламбе да се одјави
на негов начин. Кажи некои два-три збора за На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Фала ти многу, Ламбе Алабаковски. Чао. Чао.